Сегментот С на спортско корисните возила е еден од најоптеретените на автомобилскиот пазар. Затоа и Volkswagen пред 8 години се вклучи во борба со својот адут, наречен T-Roc. Очекувањата беа големи, но оправдани, бидејќи во овој временски интервал Volkswagen успеа да продаде 2 милиони примероци од овој компактен кросовер. Неодамна T-Roc доби втора генерација и таа генерација ќе го продолжи успешниот пат на овој модел. Пред се направени се измени во изгледот така што сега T-Roc наликува на останатите нови модели на Volkswagen, но сега доби потполно нова предница. Ние го имаме на тест моделот Airline, кој е еден од најопремените. Се разбира дека има уште опции кои може да ги додадете, но по мое сваќање нема да ви треба ништо повеќе. Но не се само дизајнерските промени битни кај втората генерација на T-Roc. Сега тој е поставен на поголемо меѓуоскино растојание на 2,64 метри и целата каросерија е продолжена во однос на првата генерација за 12 сантиметри. Од тоа треба да профитираат патниците на задната клупа и оваа купеовска форма која има каросеријата нема да се одрази во внатрешноста, посебно на задната клупа, но тоа ќе го провериме малку подоцна. Да, купеовската форма на каросеријата е продолжена и на задниот дел, особено со овој голем спойлер, кој и покрај подобрената аеродинамика дава и визуелен силен впечаток. Истото може да се каже и за светлосните групи, за стоп светлата кои повторно се поврзани со светлосна лента. Од зголемувањето на димензиите профитираше и багажниот простор. Сега тој има 435 литри капацитет. Интериерот на T-Cross е прилично пуритански. Доминираат двата огромни екрани, едниот 10,4 инчен пред возачот, додека 14-инчниот доминира на централната конзола. Забележливи се и лизгачките контроли, но мене лично ме радува што има и физички копчиња за сите оние функции кои можете да ги управувате преку управувачот, а не се малку. Централниот гребен нема ништо осем да се остави мобилниот телефон на индукционен полнач. Интересен е овој лизгачки контролер. Преку него можете да го контролирате аудиото, односно звукот на аудиосистемот, но ако го притиснете, преку него можете да ги контролирате и модусите на возење, кои се вкупно 4. Особено ме радуваат седиштата кои имаат школкаста форма, но извонредно се удобни и ергономски. Тие користат комбинација на текстил и кожа, а одлично го држат телото и во свиоци и при секојдневно градско користење. Купеовската форма на каросеријата не го афектира задниот простор, особено не за главите. Има доволно простор и за повисоки луѓе. Ми се допаѓа и наслонот за рацете во вратите и на предната и на задната, кои се одлично ергономски скроени. Но треба да се истакне и отварачот на вратите, кој е многу добро вкомпониран во самиот наслон за рацете. Се гледа дека втората генерација на T-Roc има еволуирано не само просторно, туку и ергономски.
Амбиентот во внатрешноста на новиот T-Roc во голема мерка потсетува на електричните автомобили на Volkswagen, па дури и менувачот. Тој е сместен на ракетата зад воланот и само со селектирање на модусот Drive тргате. Се разбира дека имате можност и да ги менувате рачно, преносите на 7-степениот автоматски менувач. Но во име на комфорот доволно е само да почнете да возите. Она што треба да се одвои е дека Volkswagen во новиот T-Roc избра и 4 дополнителни модуси на возење. Тоа е комфорт, еко, спорт и индивидуален сетап кој можете самите да го наместите. Но доволно е само да го притиснете копчето за волумен на аудиосистемот кој се наоѓа на централниот гребен и преку него можете да ги селектирате саканите модуси на возење. Како што забележувате, движењето е сосем активно, има многу добра звучна изолација. Испод хелбата имаме 1,5 литрен 4-цилиндерски турбобензински мотор кој е помогнат со 48 волтен систем. Забрзувањата, особено ако го изберете модусот спорт, се нешто подобри, но нема да ви ја следат крвта во жилите. Впрочем, и брзината на движење на македонските патишта драстично е намалена и сега многу силно мониторирана, па ќе треба да ги држите под контрола возачките страсти. Од мирување до 100 км на час T-Roc забрзува за 8,4 секунди, што е сосема добар параметар. Како возач, јас немам никакви забелешки на големите екрани. Пред мене е 10,5 инчен монитор кој е задолжен за очитување на инструментите за возење, но и борд компјутер. Додека големиот монитор кој е на централната конзола може не само да го контролира инфотеймент системот, туку и да се впарува со вашиот мобилен телефон. За него местото е предвидено на централниот гребен и овозможено е индукцијско полнење. Бидејќи се работи за Airline опременост, таа е врвна. Сериски со неа доаѓаат 20 асистенти за возачот. Пред сето е камерата од 360 степени, но и другите преференции за инфозабавниот систем. Графиката е јасна, прегледна и ви овозможува дури и во возењето да менувате лесно одредени преференции. Традиционално Volkswagen па и останатите германски производители имаат нешто потврдо подпирање. Тоа во услови кога сте на отворен пат и не пречи многу, но кога сте на македонските улици ќе почувствувате нешто поголеми вибрации отколку што би очекувале од другите производители. Но тоа е и една од предноста на Volkswagen. Тоа е предност кога возите во свиоци. Тогаш чувствувате дека го владеете возилото и имате одлична интеракција со него. T-Roc однеодамна е присутен на македонскиот пазар. Неговата цена изнесува 35.000 евра. Но не се радувајте пред време. T-Roc во своето Airline издание, кое е врвно, па дури има и панорамски сончев покрив, чини 49.500 евра. Но за оваа опременост вреди да се брцне малце подлабоко во джебот. А колку тоа месечно ќе ви чини, сега ја гледате пресметката на Шпаркасе лизинг.
Тирок во својата втора генерација доживува потполна зрелост. Ергономијата е на високо ниво, употребата на сите системи е многу лесна, графиката на сите монитори е многу јасна и прегледна. Па дури и head-up дисплејот ги емитува сите неопходни податоци за непречено возење, како што е ограничувањето на брзината или пак брзината на движење, како и активниот темпомат. Сите овие остварувања го прават Тирок одлично семејно спортско корисно возило со кое ќе можете да патувате и на многу долги релации без да посетите умор. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Ве поздравувам и ви закажувам средба за 7 дена. До гледање.